Did up trapping if I did, I know I'd hold man. Always had it stacking, hold it down and I'm gonna show man. Yeah. YS 4 3 LC, you know, Pat baby, tell your girl we up B. Realest to see, real recognize real. You know, 4 babies. We out here, we out here, we out here, we out here. Хеј. Добро вечер, добро дојавте, Пандамониум радио шоу број 28. Уште еден понеделник, good Monday, have a good week. Јас сум Айрис Скреч, вашиот домакин за вечерва, до мене е мојот човек Трајче, a.k.a. Activity. Здраво, Трајче. Здраво, Дарко. Здраво, Пандамониум радио екипо. Се надавам дека сте окей. Одличен понеделник, имавме феноменален викенд позади нас, премногу музика. И општо и целата недела мислам дека беше феноменална. Многу синглови, многу убава музика, многу албуми кои што сакаме да ги испрезентираме, сакаме да ги пуштеме и да кажеме нешто за нив. Чекај, прво пред да почнеме со музиката, доаѓа пролет, доаѓа лето, тоа се осеќа, знаеш дека многу ми влијае времето надвор, како се осеќам ја. Нешто сум раздвижен оваа недела, бев постојано надвор, бев постојано излезен, уживав убавото време и мислам дека музикава што ја преслушав, више ја слушам со други уши, почнувам да ја слушам, почнувам да гледам примена и во клубовите, и во Сарато како би влегла, и се така да мислам дека целиот сетинг некако се мести за убава емисија денеска, но и општо мислам дека убави денови ни предстојат лето. Апсолутно. Мислам дека сонцето многу влијае на тоа, некако и музиката ја чувствуваме на поинаков начин, се слагам во целост со тоа, така што пак ќе кажам, доаѓа лето и мислам дека и артистите го чувствуваат тоа и музиката ја вадат. Имаме slated релиз низ цело лето, знаеме што следува веќе за некои од албумите. Се уште немаме датуми, но ќе стигне и тоа, сигурен сум. Секако big up до сите 20 луѓе што се со нас во моментов на Mixlr. Многу добра работа што примети Трајче. 20 луѓе сите имаат акаунти, фала ви многу дечки што правите акаунти, што сте тука со нас у чет, што не следите на Mixlr. Ова е една платформа која е целосно непозната во Македонија, бар беше пред ние да почнеме тука и многу ни е мило дека доаѓате секој понеделник од 21 часот да не слушате и да има интеракција помеѓу вас, но и ние тука се разбира како домакини. Ова е Пандамониум радио шоу број 28, тераме многу добро, многу солидно. Некоја емисија има поинтересна содржина, некоја не толку интересна, тоа зависи од музиката која ќе излезе периодот. И затоа сме секни дека денес имаме стект емисија. Одамна не сме имале ваква, можеби најполна со добра музика од последниве неколку месеци. Петокот беше лудило со нови изданија. J. Cole, Nicki Minaj, Georgia Smith, Kodak Black, 21 Savage, многу синглови, плюс претходниот пат правевме Afrobeat Special, па не пуштивме ништо што излези од викендот пред тоа. Така да Пандамониум радио шоу број 28, многу сме возбудени да ви го презентираме се ова што го утепавме од слушање викендов. Ќе почнеме, тие што не слушаат знаат дека најчесто почнуваме со новите синглови, така ќе биде и овој пат, не го менјаме распоредот. Ако дојдовте за J. Cole, ќе треба малку да почекате и да преслушате претходно што имаме да ви презентираме пред да почнеме со J. Cole. Кога ќе почнеме со албумите J. Cole, се разбира, ние на прво место и ќе слушаме најмногу материјал од него, али знаете дека Пандамониум радио шоу го отвараме секако со нови синглови. Трајче, кажи ни што слушнавме на почеток, слушнавме 4 траки, кажи нешто повеќе за нив. Првата трака која што ја слушнавме и со која што го отворивме радиото беше Come True од Her и од Крис Браун, нов сингл кој што се надевам дека е приврзан за некој албум и ќе видиме што ќе следува. Her ја знаеме, ја имаме зборено и поодамна, знаеме дека е Grammy nominated артист и мислам дека песнава и сама е како да кажам, показател за тоа што следува и мислам дека е многу квалитетна во тоа што го прави. Феноменални вокали, феноменален и Крис Браун. Втората песна која што ја слушнавме е од Larry June, Wait on Me, после долга пауза и после барем во својата соло во својот соло лейн, каде што немаше извадено подолго време некоја трака, конечно доаѓа со уште би ја нарекол една лабава балада. Мене многу ми се свиѓа, вајбот одличен. Знам дека и тебе многу добро ти прија
Многу одлично ми прија посебно на сончевово време, али мора да ми ја кажеш приказната што ми ја кажа мене се, односно фактите што ги примети сега гледајќи на Spotify. Дека Lady June is on the rise и дека е од како почнавме ние да го збориме овде во Пандамониум, буквално има некако не дека сме ние причината за тоа, далеко од тоа, но Lady June е она steady rise каде што од 220,000 Spotify plays, monthly listeners, кога почнав јас да го слушам во летото 2020 до сега за нецела година има дупло од тоа. Значи моментално има 570,000, што е многу добар показател за сето тоа. Има соработки, сега пред некое време искочи соработката со Snoop Dogg, има песна со E40, така што мене многу ме радува дека почнува веќе да добива и cosigns од целиот West Coast и од целата Bay Area, од каде што и тој потекнува. Третата песна која што ја слушнавме е Where You At од A-Reese, артист кој што го зборевме пред неколку епизоди, исто така феноменален кој што ни доаѓа од Јужна Африка, и соработка со Joey Fats, кој што е артист кој што се уште го немаме зборено, но мене ми е познат многу одамна и го поштувам бидејќи има добри соработки со Vince Staples, има соработки со A$AP Ferg, има соработки со A$AP Rocky, со Juicy J, така што е еден, би рекол, подрадарот артист кој што иако нема некој нов свеж материјал, ако е ова показател за тоа што следува, ме радува и ќе го слушнам кога ќе искочи. И четвртата песна е од Sainty, еден артист од UK кој што го зборевме исто така, Old Times, нов сингл кој што се надевам дека исто ќе биде поврзан со некој следен нов албум. И не знам, за луѓето што слушна, нека ни пишат коментар као и сме свигаше, мене оваа селекција од 4 траки ми беше феноменална за да го започнеме радиото вечер. Одлична селекција за отварање, инаку ова е малце поинаков звук на Sainty, што мене ми се допаѓа, малце попозитивен беше, некако бидејќи претходните изданија беа малце така подип. Би сакал да го видам во следно вакво издание и ќе видиме што ќе донесе материјалот нов од него. Тоа беше за интро, продолжуваме со нови синглови. Имаме три женски артисти, две песни, песната Woman од Little Sims и Clio Soul и песната Rider од Мереба. Сакаш да кажеш нешто повеќе или прво да ги чуеме песните? Ај најави ги. Да, можеме да ги најавиме. Првата песна која што ќе ја слушнеме, која што кажа е од Little Sims и Clio Soul, песната се вика Woman, исхочи пред некој ден и е феноменална. Немаме зборено се уште за Little Sims, се надам дека ќе збориме кога ќе искочи албумот, бидејќи дефинитивно го заслужува тоа. Little Sims е артист од UK кој што има многу една интересна аура околу неа, има многу интересна енергија околу неа. Одличен артист, многу добар текстописец, одличен рапер пред се, каде што не се плаши онака да настапи на сцена и да го земе тоа што е неизино, со многу голем став, многу добар карактер. Clio Soul е артист кој што го зборевме во нашата ретроспектива за 2020, таа го извади еден од моите омилени R&B албуми, така да ако сакате, доколку сакате истражете ја, феноменален вокал. Но ќе се навратам на Little Sims и песната Woman. Овде се збори за многу жени кои што неизе ја инспирираат од најразлични краеви, најчесто се African women, кои што неизе Јамајка, Кариби. Исто така, да. Значи од Африка, од целиот тој свет. И мислам дека многу инспиративно парче и доаѓа после неизиниот претходен сингл кој што се вика Introvert, кој што беше и воедно првиот сингл за неизиниот нов албум. Во исчекување сме на новиот албум, мислам дека треба да искочи следниот месец. Така што до тогаш мислам дека ова ќе не држи на нозе за да слушнеме што ќе извади Little Sims. Ајде да чуеме оваа трака, после тоа ќе чуеме и траката Rider, ќе се вратиме, ќе ја прокоментираме и слушаме нови синглови од Пандамониум радио шоу број 28. Пишете ни у чат и уживајте. Вајбот е одличен. Почнавме многу смут и баш ми мило поради тоа, рече кажи ни што слушам. Ова беше, за луѓе што не знаат, ова беше Мереба, феноменален артист, млада артистка која што потекнува од Лос Анџелес, но има некако многу еден африкански вајб околу неа и тоа се гледа низ сите неизини песни, дури има еден проект од 2019 година кој што каде што гостуваат и Black и JID и албумот се вика The Jungle is the Only Way Out. Мене многу ми се свиѓа, ја има веќе на неколку места, има на песната Yo Love од Vince Staples и Black. Мене многу ми се свиѓа, уште на првите неколку слушања песната Ептен ми влезе у глава, многу ми се допаѓа, веднаш си ја наместив по плейлиста и го најдов местото.
а и целиот битот е таков каде што е скрос е алте vibes, Алте, да, буквално. Ама не е тоа алте каде што зема референција од него и ја користи кој инспирација и си прави нешто сопствено изјавно, така што не можам да не ме нервира ова воопшто и баш противното, многу ми се свиѓа и сакам да видам што ќе има следно, се надавам на проект исто во 2021. Ако ви се допадна ова, проверете емисијата, репризата од емисијата од прошли пат, зборевме за Afrobeat, зборевме за алте под стилот. Ако ова ви се допадна и ве влече натаму, проверете го тоа, сигурен сум дека ви се допадне. Тоа беше, може да кажеме, интрото, сега ќе влеземе во трапот, ќе го појачаме малце темпото, иако со поспор интензитет ќе почнеме, но тоа беше да речеме интро, сега почнуваме имаме 5 нови трап синглови, сите се добри, сите некако наговестија дека доаѓа летото, сите кои да се спремаат, кои да ги вадат бенгерите што ги имаат во фиока, па така и интернет мани за кои малци прошлите пати ги критикувавме поради повторливиот звук кој се проведува низ секој нивен сингл, некако не нуди ништо поразлично. И овде не дека е нешто различно, но песнава веќе е хит, има на многу плейлисти. Песната се вика His and Hers, Internet Money продукција, на која гостуваат Don Toliver, Lil Uzi и Ghana, проверена комбинација, што супер звучи на ваков бит, оној vibe што го зборам ја, така што го викам, и ќе слушаме после тоа траката Nine Bridge, Rowdy Rebel, A Boogie with a Hoodie, New York in the House, да ги слушнеме овие две песни, да се вратиме да позбориме уште малце, да го појачаме темпо и да спремиме атмосферата за новиот албум од J. Cole, може? Идеме. Значи нема појако која на трака на Rowdy Rebel се користи референцата Like Bobby and Rowdy. Тоа ти дава нека стейтмент колку е тоа братство значајно во културата онака. Трајче, извини, моја грешка, не го кренав Трајче. Факт. Знаеш што? Само уште некој нека ми објасни зашто се уште месеци подосна Bobby Shmurda нема извадена песна. Тоа мене ми треба тоа онака за for my sanity ми треба одговор на тоа прашање, пошто не можам да се поменам со тоа. Многу се радувам дека Rowdy Rebel го прави ова што го прави. Многу некако нагло се движи кон да станува се подобар и подобар, многу е помелодичен, не се плаши да го користи својот вокал. Многу ме радува тоа бидејќи човекот беше 7 години, 6 години, не знам колку точно, беше во затвор, каде што цело време значи се повлекуваа за да не влезат во едноставно не сакаа да бидат дел од тоа, го напуштија тој живот и сега се врати и тоа се врати на голем начин. Овде и Boogie with the Hoodie, одлична поддршка за Rowdy Rebel, феноменален на самиот корус, многу ми се свија и не знам, ова искрено ми е многу подобро него ли His and Hers, иако и таа песна многу ми се свија, но кој што сега зборевме пред да почнеме, пред да се ставиме на мајк, ме нервира дека е поишако формулирано. И знам дека и ти и имаш истата замерка дека иако ни се свиѓа самата песна, ми се допаѓа и Ghana, ми се допаѓа и Don Toliver, ми се свиѓа и Lil Uzi, и тоа Lil Uzi највеќе од сите тројца, сепак звучи онака некако преформулирано, прекоза на радио, ги има сите тие точки каде што чеклист каде што сите се откуцуваат и знаеш дека таа е песната за летото. Гитарчето, рефренот на Don Toliver, битот, имам иста ваква пред 3 месеци има, пред 6 месеци иста таква, само кога ќе помине хајпот за едната, само вадат нова, го реплицираат тоа што е можеби окей, браво за нив, make the money, make the internet money, али во еден момент станува репетитивно и нема више поента. Апсолутно. Затоа мене Nine Bridge ми се многу повеќе свиѓа него ли His and Hers, бидејќи не е нешто што го немаме слушнато, но го немаме слушнато од Rowdy Rebel и иако и Boogie with the Hoodie си знае со мелодиите и да запевнува на неговите песни, така што ова е добро дојдено многу и многу ми се свиѓа дека Rowdy Rebel знае во еден момент да се стави со Funkmaster Flex на трака и да биде претврт, прехардкор и овде да биде многу помелодичен него ли тоа што знае да е. И да има еден бенкер со Nav кој го промовиравме, кој гази, така да Rowdy Rebel сега е, ако не се лажам, 3 од 3 или 4 од 4 од како излезе. Абсолютно. Нема извадено лоша трака, брат. Колку и да има извадено, сигурен сум дека нема лоша трака воопшто. Дарко. Дефинитивно. Кога појачуваме темпото, Big Up до сите што не слушате на Mixlr, имаше 3 синглови пред да влеземе со албумот на J. Cole, The Off Season. Поздрав и поддршка до сите што се околу филмска. Знам дека Андреевска ни пиша дека е Stay Strong, учи со среќа, исто така и Big Up до сите што не слушате од цела Македонија, можеби пошироко, Драги, Джо, Марина, Мики, цела останата екипа учат. Курчо ни фали, се надам дека ќе се пушти за J. Cole.
Ке го појачаме малце темпото, кажи ни, оваа песна требаше да ја пуштиме прошлиот пат, но правевме Afrobeat Special. Кажи ни нешто повеќе за новата трака на Айзеа Рашад, на кратко приказната за него, можеби некој го знае во чет, можеби не го знае никој. Раскажи го тоа што ми го раскажа мене прошлиот пат. Од каде да почнам, брат? Не знам, претпоставувам дека луѓе не знаат, но Айзеа Рашад ми е мене барем еден од омилените тиди артисти уште од кога се појави, од Силвија Демо од 2014 година. Ми беше еден од омилените со тоа што беше еден таков captivating артист кај што неговата музика беше толку вивидна, нејасна, ама представуваше слики. Силвија Демо е EP кое што е феноменално, доколку луѓе го сакаат тој звук, нека се навратат на него. Претпоставувам дека го знаат бидејќи има неколку познати песни, има и колаборации со неговите пријатели од TDE, но приказната е тоа дека после Силвија Демо тој го извади својот follow-up и неговиот деби албум во 2016. Тој албум се викаше The Sun's Tirade. Двата албуми се critically acclaimed, имаат добиено безброј награди и и во еден момент Айзеа Рашад овде се губи и го снемува тотално. Сите се прашуваат што е причината за тоа, никој не знае, едноставно почнуваат луѓе да го критикуваат дека не може да го издржи тој притисок на два одлични албуми и да го направи третиот. На еден начин клетва која што многу од артистите ја искусуваат за на крај, еве години веќе подоцна, да е спремен да го извади својот трет албум, да го најави со овој сингл и да ја раскаже приказната што се точно се случувало од 2016 до сега. И таму и почна целата приказна со неговиот Fader cover story, каде што збори дека во 2016 со успехот на неговиот нов албум сите негови другари се вселуваат кај него во куќа во Лос Анџелес и тој почнува да се губи, каде што премногу консумира алкохол, премногу консумира дроги, каде што станува и зависник од сето тоа и буквално се наоѓа во најниската точка на неговиот живот, каде што покрај два албуми толку успешни, Греми номинации, останува на улица без пари и се враќа кај неговата мајка да живее буквално, со тоа што и сите негови пријатели го напуштаат. Таа е приказна, мислам дека каде што многу рапери може да се поврзат, бидејќи мислам дека не е единствениот примерок каде што си има случајно тоа. И тоа е сериозен проблем во рап индустријата, бидејќи многу луѓе не знаат за финансии кога влегуваат, имаат огромен налив на пари. Но овде е кампот на TDE, каде што посебно Top Dog, кој што е CEO на TDE, го зема под своја закрила, го враќа од Мисисипи, Чатануга, го враќа во Лос Анџелес, го става на рехеб и после известно време почнува пак да снима за да го дозаврши својот албум и да го извади. Сега искрено требаше албумот да дропне, според некои информации требаше да дропне на 14 мај, но тоа не се случи и сега сме во исчекување да го слушнеме, но до тогаш ќе го имаме ова. Синглот се вика Lay With Ya, во кое што е во колаборација со Duke Deuce и искрено ова кога го слушнав прв пат воопшто не бев спремен за тоа, бидејќи сите кои што го знаеме, тоа е Калифорнија нейтив, живее поголемиот дел од неговата кариера живее во Лос Анџелес, но не го очекував да го слушнам овој звук. Ова е ептен, Мисисипи, Тенеси, 3-6 Mafia стил, Juicy J, DJ Paul, Lord Infamous, и многу е интересно дека не го очекував, но после сватив дека песнава потекнува тоа што тој 3 години живеел кај неговата мајка во Мисисипи, Чатануга и од овде се инспирира и зема бит стар едно 25 години, песната е мислам дека од 97-ма, така нешто ако не се лажам, го преработува, става еден исто многу добар артист од тој град, Duke Deuce, и тој си го прави своето и мислам дека овде и на еден начин и го зима хайлайтот на песната, бидејќи некако е многу поенергетичен, многу е и му лежи повеќе му лежи дека е негов стил, но овде Айзеа си го прави своето и многу ми се свига дека ова е нешто сосема поразлично, нешто што никој не го очекуваше од него, но го извади и го имаме сега ко трака, така што албумот се вика The House is Burning. Се надам дека ќе го добиеме до крајот на месецот и знам дека кога ќе дропне ќе биде можеби еден од најдобрите албуми за 2021. Ајде да видиме и да чуеме. Трајче направи одлична интродукција за ова. Чујте и пишете ни како ви се допаѓа Айзеа Рашад, Lay With Ya. They like Stevie, they can't see me.
Ова се 3 пирети Playboy карти, трагата се вика Miss the Rage. Искрено доста и беше, 3 минути и 56 секунди трае, али мислам дека па ја направиле подлага од што треба. Често збориме дека траките денешно време се многу кратки, али една ваква трака која е повторлива, еднака репетитивна и да речеме на некој начин едноставна, мислам дека е подобро да биде пократка. Ќе кажам ја прво за трака, јам измешани чувства што кога првиот пат кога ја слушнав, од кога слушнав почетокот и оној Playboy карти type beat, викам окей, тоа е тоа, кога видов дека 3 пирети Playboy карти се на трака, такво нешто очекував. Playboy карти ми е многу лош тука, 3 пирет си е солиден, мислам дека трака е окей, за мене лично не е ништо посебно. Верувам дека има луѓе на кои им е многу јака и ги го разбирам тоа, посебно тие кои се фанови на Playboy карти и на 3 пирет, но не сум дали би ја вртел и дали мене лично не ми е во ротација овие 2 недели откако излезен. Апсолутно, мислам дека знаеш како и ја прв пат кога ја слушнав, многу ми се допадна на почетокот, се дур не дое Playboy карти. И мислам дека многу луѓе ќе го, барем луѓе што не го слушаат Playboy карти, мислам дека ќе го имаат истиот коментар каде што да битот е Playboy карти онака тај бит, но е многу поенергичен него ли неговите битови што знаат да бидат, бидејќи е полн со мелодија од позади и некако многу е потриумфален, иако е, не знам како да го опишам, ама стварно го има тој 3 пирет момент каде што има преголема инструментализација во позади, звуци кои што го пополнуваат. Не е толку празен кој што знае продукцијата на Playboy карти да е. И кој што кажа, 3 пирет мене ми овде дури и одличен, за разлика од претходните ствари што ги слушавме, од него Пегасус конкретно, овде ми е многу подобар. Но штета што не можам толку да се поврзам со Playboy карти и за оваа трака да ми биде комплетна, но на крајот на денот не ми пречи, нема нешто да ми е многу во ротација апсолутно, ама вака како сингл ми се свија. Не знам кај следи, не знам кон што цели овој сингл, не знам дали е дел од некаков проект или не, но ми се свија за тоа што е. Како one-off песна, ти сосем окей и дефинитивно заслужи да биде пуштена на Pandemonium радио шоу, бидејќи знаете да ги третираме сите стилови, подстилови на хип-хопот и на трапот, се разбира, се осети голема разлика Лејович со Miss the Rage, тоа се две крајности може да се каже на трап музиката. За некој подобро, за некој полошо, тоа е тоа. Последниот сингл за денеска, траката на Migos Straightening, со кој го најавија новиот албум Culture 3, долго очекуваниот, денеска извадија и еден слика у форма на факс, нешто слично како Джордан кога го најави своето враќање во NBA лигата. Го најавија Culture 3 11 јуни и искрено едва чекам да го чујам, посебно после тракава, почнувајќи од интрото. Многу ми се допаѓа како ги имаат, каква заебанци имаат направена на почетокот. Единствена лоша страна ми е рефренот, но ќе оставам прво да ја чуеме песната, па да ја коментираме. Може? Може. Верувам дека многу од вас ја слушнаа, пишете ни чет, многу ме интересира како ви се допаѓа оваа песна. Дали сте возбудени за новиот Migos албум? Дали што би сакале, што очекувате, што би сакале да чуете од нив, што не? И едноставно како се осеќате за нив денеска во мај 2021 година. Идеме со Migos Straightening, пишете ни ве молам. Ова е најавата за Culture 3. Помалку од еден месец, едва го чекаме, мислам дека Migos треба да се одјават со тој албум, да заокружат таа триологија и некако да можат полесно да предат во завршната фаза на своите кариери. Апсолутно. Јуни 11 и The Culture 3 искача на исти ден со новиот албум на Larry June, така што и тој ден ќе имаме што да слушаме. Но знаеш како? Одличен, солиден сингл, единствениот мис за мене ми е самиот хук, кој што според мене мислеле дека е доволно кечи, но на крај не испаднал да е и го ставиле да биде така како што е. Мене ми се многу добри. Ја гледам енергијата, тоа ми се многу свиѓа, бидејќи нешто што во последните 2 години ми фалеше кај Migos беше енергијата и синергијата помеѓу тројцата. Adlibs малце им се played out, бидејќи ги користат цело време истите. Нема нешто многу, да, знам дека Джоджо го имаше коментирано тоа и се слагам со тоа. И на крајот на денот, сега тоа тебе ти го спомнав тоа, од Culture 3 се што сакаме да биде само уште еден добар Migos албум. Да потсеќа многу на Culture 1 и иако можеби тоа значи дека ќе биде throwback, немам никаков проблем со тоа, бидејќи Culture 1 стварно се зацементираше како најважниот албум за трап културата во времето кога што искочи. Така што 11 јуни ќе видиме што ќе ни приложат. Не знам, едноставно не знам што да очекувам, бидејќи ова е првата најава
А овде е блиску албумот, така што не знам уште колку синглови ќе имаат планирано, не знам какви фичерс имаат, но онака, I'm looking up for it. Да, ми се допаѓа многу енергијата, ми се допаѓа тој став, тој attitude, тоа го напишав и во текстот први импресии за J. Cole, и за тоа и ја ставив оваа последна песна пред да почнеме со J. Cole и со траката 95 South, бидејќи гледам паралели помеѓу овие две песни. И Мигос и J. Cole се долго време во играта, се ветерани. Мислам дека и едните и другиот се осеќаат дека се можеби малце подценети од новата генерација на публика која можеби не е запознаена со нивните дискографии, со нивното влијание и нивното значење на сцената. И некако сличен став гледам. Ставот на тоа, иако сме постари, нема туку така да се откажеме од тоа што е наше и знаеме каде припаѓаме. И ако е таков ставот низ Culture 3, мислам дека Мигос ќе успеа, бидејќи голем дел од луѓето наша генерација, малце постари, дури малце помлади, кои што израснаа или пораснаа со музиката на Мигос претходната декада, се уште ги сакаат повеќе од некои нови артисти, што е нормално, секоја генерација си има своји артисти, и мислам дека Мигос имаат голема публика према која може да презентираат својата музика, иако сигурно за некои 16 годишни сега можеби се лейм или корни или досадни или не знам што, но мислам дека Мигос имаат што да кажат и треба да го кажат тоа, да го направат како што треба за крај. Тоа беше Мигос, Стрейтнин, чекаме да видиме што ќе донесе Culture 3. Почнуваме со албумот на годината сега за сега, албумот на викендот сигурно, J. Cole, траката 95 South, може да почнеме, албумот се вика The Off Season, пишувавме за него, зборевме за него на стори и верувам дека голем дел вас го имаат преслушано. Ќе почнеме со преслушување на песните, ќе слушаме по 2-3 песни, ќе влагаме да збориме за нив. Слободно пишете ни ваше мислење, да го кажеме и тука и на радио. Да почнеме, мислам дека време е, така? Идеме. Идеме со 95 South, J. Cole по 100 пат. But I done made it through the pain and strife. It's my time now, my world, my life, my life. J. Cole, 21 Savage, Morey, траката My Life, една од најдобрите траки на албумот, иако е тешко да се одберат кои се тука, бидејќи од 12 песни за мене лично 7 или 8 се онака баш бенгери како што треба. Почнавме со траката 95 South. Ја и Трачес бестапен во Pandemonium Headquarters. Првиот пат кога го пуштив албумот, кога слушнав Cameron, Killa Cam на интрото, кога слушнав Lil Jon на аутрото, целиот бит, стварите кои ги кажува бев онака чудо невиден што се вика, и едва чекав да ја вратив неколку пати, едва чекав да продолжам да слушам што има понатаму да каже. Пишавме текстот, Трајче, пишавме први импресии, може да ги прочитате ако веќе не сте ги прочитале, моравме да го напишеме тоа бидејќи имавме што да пишеме, а и сега имаме што да кажеме, потоа ќе ги слушаме песните една по една, односно веќе ги слушнавме 3 и ќе збориме малце подлабоко за нив. Да почнеме со ред 95 South, така песна повеќе кој ти беше впечатокот, како осети, како се осеќаш за семплот, знам дека го знаеш оригиналниот семпл и претходните верзии искористени со него. Брат, за луѓе што слушаат хип-хоп музика, као искрено не знам од каде да почнам, брат. Дали да почнам од фактот дека Killa Cam е на интро и дава пропс на човекот J. Cole, дали да почнам од фактот дека J. Cole имаше муда да земе еден од најпознатите Jay-Z семплови, каде што Just Blaze ја има една од највеличествените продукции некогаш што ќе се направат во хип-хоп музиката, а тоа е You Don't Know. И да рапува безпрекорно на неа и при тоа да остане на задачата и да го земе тој челендж и да го окрене малце погоре. Или да сватам истиот тој ден дека Lil Jon има семпл, има семплано истата песна и дека има извадено хит и таа е причината зошто и тој се наоѓа на ова аутро. Мислам дека има многу луди моменти, многу работи кои што ми се свијаат за 95 South. Овде е одличен опенер за еден ваков албум каде што J. Cole вели дека иако имам толку и толку години, I still got it. Едноставно мислам дека тоа ми е кој интро не можеше да биде подобро. Едноставно не знам што би можело да го смени ова парче од музика. Не можам да си го замислам поинако како започнува целиот албум. Памтам како го пуштив и како изреагирав уште кога го слушнав семплот. Онака збеснав, исто кој тебе, ти кој што кажа, го вратив 10 пати. Буквално не ни стигнав 10 секунди да преслушам, тоа се вратив онака едно 10 пати.
и после успеав да ја слушам. Знам дека и тебе многу ти се допаѓа оваа песна. Кажи ми ти што мислиш на пример и кои се твоите дали имаш воопшто и некакви забелешки и кои се твоите позитивни коментари околу? Конкретно за права трака немам забелешка, ми изненади од секој можен поглед. Lil Jon аутро на J Cole трака, не би можел да замислам. Killa Cam и J Cole, ајде да речеме дека има нека поврзаност, но пак не би можел да си кога слушнав Killa Cam се изненадив. Битот е таков бит како што најмногу сакам да рапува артисти како J Cole или као Kendrick на него или као Drake, знаеш дека такви триумфални победнички битови многу сакам и мислам дека вакви артисти што имаат што да кажат, може да го кажат, да го направат тоа многу добро на еден ваков инструментал, бидејќи кога J Cole и кога артистите кои ги спомнав се на такви по бумбап, по лоу-фај битови, да, они имаат подобар сторителинг и така натаму битот остава така, но ова е за мене перфектен баланс помеѓу тоа раперот да може да каже тоа што сака и да го направи тоа поенергично, а и самиот бит да биде како што треба и да можеме да го пуштаме во клуб и веднаш да му најдам примена и плюс да вози. Ова дефинитивно ќе оди на нашата плейлиста за трчање. Апсолутно. Ова е уште неколку траки од албумот. Апсолутно, мислам дека е нон-брейнер за посебно за 95 South за да се најде. Дефиниција за таква некоја плейлиста за вежбање за трчање. Дефинитивно. Траката Амари, како што можам да видам, има најмногу плеис на Spotify заедно со My Life од сите песни кои се на албумот, освен двата синглови кои излегоа претходно. Зашто баш оваа трака има толку кај луѓето позната? За денеска пред да почне емисијата излезе спот за неа. Мене лично ми е солидно, но некако во заедно со другиве и не ми влезе толку на радарот од првите слушања. Па искрено мене ја малце поинаку се осеќам за песна, бидејќи мене ми се свиѓа овде. Овде многу ми е добар J Cole каде што менјам добри флоус, менува вокал, почнува да пее. Самата песна си има многу позитивен вајб и мислам дека овде и во првата половина од албумот првите песни ми се онака освен 100 Mil каде што мислам дека не дека не ми се допаѓа, но таму најмалце ми се допаѓа. Но сите други траки, првите 5 онака ми се 5 out of 5 без no misses at all и мислам дека со оглед на тоа дека е многу позитивно, мислам дека кој што кажав, J Cole е relatable рапер и многу луѓе се приклучуваат и може да се поврзат кон неговата приказна и затоа Амари е една таква приказна и на крајот од спотот ја го гледав дур движев навака, има едно како кратко инсертче каде што вели нешто во стилот на Do not ruin your inner child и тоа е и приказната уствари на целата песна, многу е позитивна и затоа и претпоставувам дека луѓе гравитираат поише кон неа. Добро, и за крај, My Life, 21 Savage, Morey го зборевме тука, ги имавме на Pandemonium Top 10, 21 Savage, J Cole, веќе проверена комбинација, ова мене ми звучи како алат двојката. Алат, дефинитивно. Знаеш како? Многу е добро дека и сосема неочекувано, и тоа ме многу ми е интересно за J Cole, каде што прави некои неочекувани работи, Killa Cam онака беше само стартот, кој што реков, 21 Savage знае, го имав гледано веќе документарецот, знаев дека некако ќе се појави, но ова тотално ме изненади, но не го очекував да настапи така кој што настапи. Не го очекував битот да е толку многу подобар, стварно е levitating, не знам како да го објаснам, стварно е многу позитивен, топол, иако е многу енергичен, некако зрачи многу позитивна енергија. Morey овде е феноменален и тоа нешто што приметив случајно преска читав, дека уствари овој рефрен е земен од Styles P и што е исто така еден легендарен рапер од Нью Йорк. И интересно е дека J Cole овде прави се спротивно тоа што прави во претходни проекти и многу ме радува дека го прави тоа, бидејќи гледаме дека на еден начин и позајмува, но ги позајмува на многу убав начин. Тоа е давање омаж и плюс менување, правење на нешто во нов стил, инспирирано од минатото, што е супер. И тоа е за мене освежувачки кај J Cole. Ајде да ги слушаме следните 3 песни кои ги имаме спремно за вечерва, па ќе влеземе уште еднаш и ќе збориме уште подлабоко. Ќе има тука некои контроверзни коментари, ќе ги наречам, од Драги и од Not Miki. Ќе ги продискутираме нив, ќе почнеме дискусија зашто овој албум некому се допаѓа толку многу, дали хајпот издржан и така натаму. Идеме со следните 3 песни од The Off Season од J Cole, Applying Pressure, 100 Mil и Pride is the Devil. Уживајте, пишете ни и после тоа влагаме да збориме пак за него. Албум на годината за сега дефинитивно.
Pride is the devil. And I think it got a hold on me. Pride is the devil. And it left so many R.I.P. Pride is the devil. I think it got a hold on me. Pride is the devil. Значи за мене ова е дефиниција онака како треба да звучи една песна која у исто време има поента, има силна порака, има добар фичер, е кечи, е енергична, е оштра. Двајцата артисти се на ниво, онака дефиниција за, ќе кажам, 10-ка песна. Онака. И на крајот на денот не се плаши да реупотреби бит кој што веќе го имаат искористено и тоа на прилично доста познат албум. Од пред една година. Од пред една година кој што реално и се уште е актуелен. Тоа е албумот на Мине, насловен Limbo. Ги имаме пуштено тука, го имаме зборено. Дури песната Candy Side ја ставив на мојот последен микс кој го направив заедно со брат ми Ведран. Така да мене ми ептен свежа и кога го слушав прв пат албумот, кога почна, си викам чекај да не заврши албумов, од кај се ми се префрли сега на Мине, али кога видов си викам чекај, Lil Baby сега нова ќе биде? Да. И мене ми беше тоа реакцијата каде што као не бев свесен дека Lil Baby може да заврши на ваков бит, но и тоа се случи. Но интересното е што Lil Baby си има многу сериозно земено оваа задача и си го има доставено своето домашно кој што треба и многу поише од тоа, бидејќи овде се гледа дека знаеш како е поише е класична соработка каде што Lil Baby сакам да ми гостуваш на албумов, повели ова е тоа, но на крајот на денот овде Lil Baby као се надоврзува на J. Cole, као влегува во својот врз, е феноменално и мислам дека тоа е реток момент каде што уште еднаш покажува Lil Baby дека е рапер многу сериозен и дека не треба да се потцени и дека е многу поише од рапер. Во смисла каде што има контент, има многу онака conscience во неговите текстови. И мислам дека луѓе не треба и не можат веќе да го негираат дека не е тоа што уствари тој вели дека е. The bigger picture, брат, да не збориме. Една од најдобрите траки за 2020 година. Мислам дека влијанието, песната има големо влијание во тоа во менуење на погледи на стварите, бидејќи мислам дека за Lil Baby, иако он 100 пати има докажано дека е повеќе од тоа, ова е уште еднаш да доеш на ваков албум, каде што има само неколку гостувања, да си ја завршиш домашната како што треба. Во исто време му дава и некој таков под наводници стрит кредибилитет на J. Cole, бидејќи Lil Baby е еден од најпопуларните артисти, доста слушан, да речеме, на улицата во Америка, во клубовите, и е win-win, и мора да се каже дека сите фичерс на албумов си ја завршиле работата како што треба, што многу ми се допаѓа бидејќи знаат каде доаѓаат, знаат дека доаѓаат кај J. Cole на албум. Абсолютно. И не може да е подпросечно. Мора да е солидно. Ја тоа го кажев. Овде има две рап фичерс и тоа едната е 21 Savage и другата е Lil Baby. Може ли да бидат било кои? Значи J. Cole има премногу соработници, го има целиот Dreamville Camp. Тој на крајот на денот за 12 траки си има одлучено за 21 Savage и за Lil Baby. И тоа мислам дека кажува многу бидејќи сигурен сум дека имало многу голем круг на луѓе кои што сакале да влезат на албумот и сакале да бидат дел од него. Но на крајот на денот J. Cole ги држи сите онака во своите раце, ја држи целата креативна контрола и намерно има одбрано. Не се тие сосема случајно овде. 21 Savage знаеме од каде доаѓа, знаеме дека доаѓа од Алат, но 21 Savage тоа што го прави овде на овој албум е многу поише од тоа што беше на Алат, каде што таму J. Cole некако мене ми ја го зедех шајнот на таа песна, но овде е сосема поинаку и не верував дека е тоа возможно. И овде, и тоа ми беше една од тоа ми беше еден од коментарите за целиот албум каде што J. Cole буквално од Two Features беше 2 пати убиен од неговите гостувања и тоа го тврдам дека 21 Savage тоа што го направи на My Life е многу поише него ли J. Cole тоа што го направи на истата трака, иако е J. Cole феноменален, 21 Savage е таму буквално in its own lane и си прави тоа што си прави. Многу ме радува дека веќе луѓе кои што се сертифицирани како трапери и кои што имаат таа етикета си излегуваат од тој лейн и се докажуваат дека уствари се многу поише од тоа и едноставно луѓе old heads како и да е, луѓе што не ги почитуваат, мора да прекинат и не можат веќе да ги негираат дека уствари тие немаат контент во своите текстови бидејќи стварно имаат. Целосно се сложувам со тебе. 21 Savage одличен пример за тоа како еден артист кој доаѓа од трапот може да напредува во својата кариера и да го надмине тоа ниво и таа придавка на трапер да речеме. Ајде да позборуваме малку за другите две песни кои ги слушнавме сега. 100 Mil
за мене лично една многу ќе кажам мотивирачка песна, малце ме подзамисли, текстот имам 100 милиони еден стил на грайнд, уште грайндам, малце се подзамислив бидејќи карантинов, иако работев, него почнав и пандемониум и се, карантинов за мене напред да сум таква некоја малце поспора брзина, поспоро темпо и си реков да, J. Cole е управо, има 100 милиони, а немам 100 милиони и морам да убацам пак у пета и да пробам пета брзина и да пробам пак да пробам да ги направам 100 милиони и уште тоа и тогаш пак да видам. Некако од тој аспект многу ме мотивираше и многу ми даде некоја таква енергија и искрено ми изненади дека да, знаев дека и он е во некој hustle mode и во тој mixtape mode што го вика Курчо, али дека е до толку запален, не очекував. Така да за мене поише како контент, како начин на кажување, како таа директност и таа мотивација, многу добро ми звучеше, иако ќе кажам дека рефренот ми е малце репетитивен. Намерно е тоа така направено. Апсолутно. Мислам дека ова е поише, знаеш како? Ова е направено можеби единствениот атемпт за нешто да биде малце радио френдли, но на крајот на денот не мислам дека на J. Cole му треба такво нешто, нема потреба од песник на албумот кој што треба да бидат пласирани за на радио или за некои други платформи, но мене 100 Mil, иако ја сваќам целата поента околу песната, го обожавам овде и бас. Не знам зошто, но ова ми е најнеомилената песна од целиот албум. Воопшто не дека не ми се свиѓа, не се работи за тоа, но сите други 11 ми се многу подобри, него ли оваа. Оваа некако според мене ми е најслабата и не е ни скип, не се работи за тоа. Едноставно од сите овие толку се сите траки квалитетни, што ова искрено мене ми е најлошата од сите нив. Но знаеш како, кој што кажа многу убаво го кажа тоа, mixtape Cole, брат. Целиот албум, барем ете, јако долг J. Cole фан, кој што го почнав да го следам од 2009 година. Од микстейповите. Да. The Warm Up, The Come Up, Friday Night Lights. Мислам дека буквално се тоа што тогаш правил и на начинот на кој што звучел тогаш, мислам дека овде само го има тоа сумирано во некако на многу по енергично, многу по-оштро, многу по-возрасно. Ама и со многу повеќе знаење 10 години покасно. Апсолутно, да. И мислам дека и тоа е целта на самиот албум, каде што тоа го кажав преска. Имам 32-3 години, I still got it. Као, не се зафркавајте со мене, не мислете дека ова не се работи, ова не е албум кој што може би е толку многу relatable со сите луѓе. Ова е J. Cole каде што се докажува дека е многу подобар и дека знае да биде уште толку подобар над сите други да биде. И тоа мене ми се допаѓа, бидејќи јас сакам таков рап, сакам рап кој има содржина, но во исто време има и помалце курч, има и помалце attitude, енергичен и директен, битовите се добри, мене овде битовите ми се одлични, сите ме возат, разновидни се, повеќе ми се допаѓаат трап битовите, но и оние кои се бумбап ми се окей. Така да за мене е ова баш онака квалитетно рап парче, рап албум за кое скоро да немам замерки. Тоа дали колку ќе го слушам и што ќе остане од тоа ќе видиме, но вако прво слушање, ова е се што ми се допаѓа кај рапот, онака има од време на време нешто паметно се кажува, има курч, има цепо нешто, има гостувања добри, баш ми е комплетен албум, добар како што треба да биде. Многу значајно за денешно време, не е многу долг, тамане, 12 песни, 39 минути, лесно се слуша, песните се релативно кратки, онака мислам дека е погодок од Види, и мислам дека, знаеш како, и тоа е поентата, овде има буквално еден панч во самиот албум, кај што вели дека тој ќе ги направи нивните бројки на другите рапери, без да извади дабл диск, бидејќи денес се знае дека тоа е малце чидинко, онака ако извадиш малце подолг албум со 20 и кусур траки, дека е несомнено дека ќе добиеш 100K first week numbers, и мислам дека J. Cole моментот кога дропна албумот, серверите на Spotify падна, јас знам дека у првите 15 минути не можев да го слушам. Дарко баш сега пред буквално 5 минути кажа дека на чартовите на Spotify, ако не се лажам, дека е 9 од 10 се најслушаните песни, така? Да, Викендов од 10 најслушани песни 9 се на J. Cole, што е многу лудо. Тука сега ти поставам едно прашање, дали бидување real може да ти донесе популарност, слава и успех? Дали ова добар пример за тоа или не? Па да, брат, и знаеш како и самиот J. Cole го вели тоа во еден лајн на неговиот албум, каде што многу луѓе флексаат, преголема е сатурацијата со флексање онака и со зборење работи и представување на живот кој што не е нивни, едноставно као знаеме тие пари од каде доаѓаат, и баш тој толку тоа го вели, као даја перспективата на рапер кој што сака да успее, но е броук и нема пари за да ги плати сметките. At least that
perspective is real. Тој тоа го вели и ја потполно се слагам. Го имаме зборено и тоа, и имаме зборено дека фали таа перспектива во рапот бидејќи премногу се појавуваат онака секој втор рапер е таков исти и едноставно као е клон на претходниот. И премногу се живее по онаа поговорка fake it till you make it во рапот. Апсолутно. Што пред 20 години да, може да и беше некој рецепт, али денес и денес е рецепт да, ама сите кога пробуваат да го прават автоматски губи на значење. И знаеш како на крајот на денот тоа е каде што баш тоа тебе ти го зборев. Мене искрено омилен албум од на J. Cole ми е For Your Eyes Only, каде што албумот ко парче музика во целина е многу по-длабок, многу по-тежок, каде што J. Cole е многу поискрен, многу по-спуштен на земја, не збори толку многу за своите достигнувања, туку збори за своите грешки, за својот живот, неговите предизвици кои што ги има со неговата ќерка, со неговиот син, со неговата жена. И тој е многу по-relatable, многу е по-deep за разлика од ова, но на крајот на денот е многу поедноставен и е многу по направен за секојдневниот човек да се поврза со него. Ова не е тоа. Ова е буквално J. Cole си го зима се тоа што го има, се враќа во својата коледж куќа и почне да пишува, си прави дрилс, прави некоја чудна конекција со кошарката и љубовта за кошарката со музиката. Почнува да пишува многу и овде единствено нешто што е поразлично кај Cole е каде што е тоа што е тој многу поостар. Многу е поостар, многу е по онака као умен на еден начин и го користи сето тоа знаење да го формулира овој албум и да направи едно дело кое што мислам дека за одјава кој што вели тој е феноменален онака аутпут за да си заменеш и да те снема од играта, ако веќе тоа е планот. Он сака со ова да се одјави? Искрено се надевам дека нема, но тоа се неговите планови, тој тоа го кажа. Доколку извади нешто, ја мислам дека поише ќе од делот од Dreamville него ли неговата соло кариера, но мислам дека поише ќе влезе во она, кој што рековме во формата на CEO, record label executive, тоа што сакам да го видам да биде водич за младата генерација, бидејќи под него има феноменални артисти ко Бас, ко J.I.D, ко Earth Gang и сакам и тие да успеат. Го сакам Лут да видам што ќе извади. Така што ако се одлучи на тоа, I'm all for it. Као сакам да видам J. Cole како ги носи младава генерација напред. Многу убаво кажано. Ја мислам дека Мигос ако го направат тоа треба да се одјават во ваков стил, на висока нога да се одјават, а исто така кога го спомна Бас, морам да спомнам и фристайлот на J. Cole кој излезе неколку денови пред албумот, каде што ги спомнува Бас дека го носи на грб, дека го дава грбот за дека му го чува грбот на некој начин, дека го дава тоа за него. И јас би сакал да го видам. Мислам дека на J. Cole таа улога би му одговарала многу, да биде повеќе и така секој ден е во студио работи, да работи со новите артисти, бидејќи он има кажано, се што треба има кажано за еден рапер. Има кажано и паметни работи, се има и докажано дека може да прави работи, има и раперски муавети, има и многу conscious муавети, ги научили младите. На крајот на денот има и премногу корни муавети што ги има кажано. Да. J. Cole има и неколку корни, така што мислам дека има пројдено низ секоја сфера, секоја случка и секоја фаза и секоја работа што може да се случи на еден рапер низ неговата кариера, веќе му се има случено. Нема нешто што нема искусено. И убаво го спомна фристайлот каде што човекот е на мисија, брат. Мислам дека рапер со 10 години, 12 години кариера нема да иде рандом да се појави на LA Leakers и да бара фристайл, да му се фрлат два бита и да ги искине. Мислам дека тоа беше направено буквално ко најава, со цел да као сакавте албум, еве ви албум и за ова ќе албумот дека знам да рапувам 5 пати боле него ли сите вас. И мислам дека тоа е уствари целата приказна и затоа постои фристайлот кој таков, бидејќи него гледаме Кендрик Ламар да прави најава за албум со фристайл. Едноставно мислам дека целта е да покаже дека знае да рапуе. И мислам дека тоа го прави феноменално на највисоко ниво до сега што го има направено. Се сложувам со тебе, се сложувам и со Андреевска која вика после толку треш токинг, ова е многу голем slap in the face за сите што го ругаат J. Cole. Може би не го ругаа, но сите што го подценуваа на некој начин, може да се каже. Big up до Курчо кој знам дека е голем фан, J. Cole is the shit. Мора са тука да направиме да ставиме на црта, да кажеме јас и ти прво единствена работа што не ни се добаѓа кај албумов и да го поздравиме на нашиот човек DJ Neox. Што е најлошата работа за целиот албум? Може да ми кажеш? Да, не можам да го најдам никако на Spotify, брат, и мене тоа ме вади од такт, бидејќи не сваќам
Знам дека Neox конкретно има shout out to Neox, знам дека има он проблем со тоа. Ја немам толкав проблем бидејќи Мора да објасниме, проблем со стилизацијата на насловите на песните. Бидејќи овде искрено мене ми е uncalled for. Као стварно не гледам потреба зашо вака треба да бидат направени. Единствената причина која што би рекол дека J. Cole го прави ова со намера е тоа дека и ова е као од мене не е ни докажано, едноставно дека ги тера луѓево за целиот албум да го пуштат. Не знам дали е тоа точно или не. Мене ми е единственото логичко размислување онака што зошто би можело тоа да е така. Но не гледам причина. Има артисти каде што ги стилизираат ко MF Doom, така all caps. Има некои такви артисти кои што го прават тоа. Ова не знам зошто постои бидејќи J. Cole никогаш ова го нема правено. Единственото нешто што го има правено е на KOD каде што имаше некои чудни наслови и For Your Eyes Only каде што четворката цело време ја пишуваше на тој начин. Со for као го менуваше со 4. Така што не знам искрено од каде доаѓа ова, но мене ме нервира лично бидејќи не можам да ги срчам песните и да ги пуштам една по една доколку сакам тоа да го направам. И многу лошо изгледа на Spotify. Тоа што каже може би прави некаква логика, но и мене многу ме нервира. Јас искрено сум против тенденциозна стилизација, иако повеќето се такви намерни, но кога се претерува со тоа и кога, да речеме, ако некој артист има одреден стил или одреден проект да има одреден стил, окей. Ама кога се претерува, мислам дека се прави хаос од многу аспекти, па почнувајќи од тоа кога пишувавме ние текстот, не можевме да се погодиме на кој начин ќе ги пишуваме за да бидат унифицирани на секаде, или го ќе пишуваме сега топ 10 листата, како да ги напишеме, како да ги срчаш на Spotify. Се мислам дека се вуваат само еден куп проблеми со тоа. Ова е добра тема, ќе ја начнеме некад. Неокс ние пише уште од поодамна, ќе ја начнеме некад ќе ја збориме, бидејќи е доста интересна тема за зборење на музичката сцена, посебно од денешно време кога може да се закачи се на YouTube и на Spotify под било каков наслов, не си никако ограничен. И за крај мора да кажеме, да даеме лайт и на негативните коментари кои ги добивме во чат. Има некои луѓе на кои J. Cole и не им се допаѓа толку, или можеби како артист им се допаѓа, но не им се допаѓа конкретно овој албум или не има ништо посебно. Ќе го поздравам нашиот другар Хари, кој ми пиша дека не е албумов ништо посебно, same old, као J. Cole, као и до сеа, досадно е истите работи постопати. Ја не се слагам баш со тоа и баш зборевме од чет. И само сакам да го најдам и коментарот на Драги, и знам дека Not Miki се сложи со него. Знаеш како, дури ти го вараш коментарот, ја ќе кажам нешто уврска со тоа. Ја буквално и го реков тоа, го пишав тоа во самиот текст, каде што ги употреби зборовите дека ова е само уште еден J. Cole албум, ама е најдобриот J. Cole албум до сега, бидејќи стварно не нуди некоја поинаква перспектива неголи пред сите претходни негови албуми. Но тоа е тоа, мислам дека албумот не беше целта не беше таа за да покаже некоја поинаква перспектива, туку да направи еден збир од сите претходни и да го извади само најдоброто од нив. Драги вика, од аспект на битови не ме вози, немаше нешто што ми е лесно за слушање или што ме движи, едноставно ни на трака не ми најажи кожа, нема што да се елаборира, лично чувство е. Со него се сложи Not Miki, така да имаме некои негативни коментари, кои што нормално музика субјективна работа може да се свига, може да не ти се свига, и тоа е фер и тоа е окей. Но ја морам да кажам во кратки црти за мене што е тоа што најмногу ми се допадна. Тоа што добивме во исто време квалитет, енергија, окей содржина, таман, како што јас сакам, не сакам и предлабоки хип-хоп албуми, не сум човекот што сака длабока музика. Посебно некога е некој дип рап кај што не се ни разбира на самиот артист што сака да каже. За мене е совршениот баланс, јас сакам ваква музика конкретно и за тоа многу ми се допаѓа, плюс J. Cole е артист кој го следам од Mixtape Call, од не знам, од пред албумот или да речеме од деби албумот кога се појави, кога беше свежа крв. И ми се допаѓа ово, едноставно ми е најдоброто што можам да го побарам од еден рапер. И мислам дека ќе ми остане како таков, не знам колку време ќе го слушам, ќе ставам песни во Сарато, ќе ставам песни по плейлисти. Едноставно тоа е тоа. Сега кај ќе го рангираме, ќе видиме до крајот на годинава се најавени други албуми, ќе видиме, но мислам дека во прав момент излезе бидејќи немавме ваков добар албум, едноставно каде што има и добри синглови, каде што има и содржина, каде што има добри фичер, каде што нема премногу песни. Немавме ваков солиден албум до сега 2021, а и 2020 не се сеќавам више. Апсолутно, да. И мислам дека тоа е, знаеш како, тоа е веќе одлика на
на seasoned ветеран со онака, би рекол, артисти кои што знаеш дека можеш да го очекуваш тоа. Кога зборевме за за артисти кои што очекуваме од нив албуми, мислам дека пак се тие The Usual Suspects, значи знаеме дека ќе добиеме квалитет од Дрейк, знаеме дека ќе добиеме квалитет од J. Cole, знаеме дека ќе добиеме квалитет од Кендрик, но само во кој домен ќе го добиеме тоа. Знаеме дека ќе биде квалитетен, но што ќе биде тоа што ќе го извади. И на крајот на денот мислам дека Cole си го направи своето, баш кој што кажат ова е микстейп Cole, можеби и тоа е причината дека луѓе не го сеќаат толку албумот, бидејќи не го слушале толку долго и ја немаат преслушано, не знаат од каде доаѓа. Но ако го преслушате J. Cole во 2009, 2010 и 2011 година, па се до Cold World, каде што тој ја направи својата промена за да стане она мејнстрим рапер, за после да се врати пак назад и да стане тоа што е денес, мислам дека многу ќе сватите од каде влече тој инспирација за сега моментално за да пишува такви текстови кои што пишува, да вади флоус кои што вади и да рапува кои што рапува. И мислам дека тоа е тоа единствено доколку се вратиш таму и го ислушаш и сватиш од кај доаѓа, мислам дека ќе овој албум поише ќе ти легне. Ама кој рапер не доаѓа од такво нешто? Мислам дека Дефинитивно. сите рапери доаѓаат од таму и сите рапери имаат дел од нив со раперски муабети кај што сакаат да се докажат. Нормално. Артист кој има кажано многу паметни работи и голема содржина позади него, има право пак да го каже ова. Мислам не Апсолутно, само што има право него. посебно кога ти е ова, излез од хип-хоп музиката, брат. Да не забораваме тоа, човекот кажа дека ќе се пензионира после овој албум и мислам дека ова беше одличен момент за да го направи тоа. Тоа беше нашето размислување, нашите многу центи, не се само 5 центи, долг муабет, J. Cole, The Off Season, може би го кренавме хајпот повеќе од што треба, но ние сме хајпнати, го слушавме повеќе пати, едва чекавме и едва чекаме да извадат албуми Migos, Drake, Kendrick, сите останати најголеми артисти и сите други артисти од кои се очекува проект. Ники Минаж ни изненади со едно старо нов проект во петокот, многу зборевме, ќе слушнеме 3 песни од него, ќе се вратиме да збориме за него и некој денес ќе имаме многу музика за слушање и за тоа ќе останеме полого од 2 часа, бидејќи следниот понеделник планираме да правиме МК спешал, МК сцена спешал, да имаме гости во студио, да пуштиме многу македонска музика која излезе периодов, а после тоа веќе чекаме и нови проекти и ќе видиме до кај ќе тераме со првата сезона на Пандамониум радио шоу, така да денес ќе идеме, додека не преслушаме се, ќе бидеме онлайн, кој сака да не слуша, добре дојде ни да се придружи во чет. Идеме со Ники Минаж, 3 песни од неа од старо новиот проект Beam Me Up Scary и се враќаме да го коментираме. Ова е Пандамониум радио шоу број 28, јас сум Ери Скреч, до мене е Activity, big up до цело Пандамониум комјунити на Mixlr. Gang shit, man. You already know I'm rocking, man. This is G Herbo, shout out Nicki Minaj. You already know, man. SB just gave me the name with the green. G Herbo, Nicki Minaj, Chiraq, еден инструментал кој беше многу популарен, имаше многу ремикси на него таму кога излезе период 2014 година. Се сеќавам, има Meek Mill ремикс, Soulja Boy мислам дека имаше ремикс и еден куп други. Nicki Minaj од нигде никаде, само со неколку дена најави, го извади својот, го стави. Мојот беше многу чуден релиз и затоа ме фати неспремен кога го видов у петокот са бајле. Beam Me Up Scary е еден постар микстейп на Nicki Minaj од 2009 година, но го стави на стриминг сервисите како нов проект 2021 и уствари е некоја комбинација на нови песни со дел од старите песни, најверојатно тие оние на кои можеле да се исчистат семпловите, да се потврдат, да се стават, така да мене малце ме збуни, каверов ми изгледаше малце старо, ама не знаев што е поентата. Beam Me Up Scary, значи стар микстейп кој има сега некој реиздание во 2021 година со 6 нови песни. Од овие 5 или 6, а од овие 5 нови песни 2 се сигурно постари, како на пример оваа, јас мислам дека оваа е од тој период некаде 2015-2016 и оваа Boss Ass Bitch исто така ова е на трака кој излезе 2015-2016. Ремиксов можеби да го имам во сарато, така да многу чуден релиз некако. Не знам што ни донесе само неколку нови песни actually. Мислам дека уствари единствената оригинална песна е можеби она со Дрейк и со Лил Уейн, бидејќи и текстовите се свежи, тоа се гледа и во самиот лирикс. Баш тоа и го зборевме сега со Дарко, дека овде ја спомнуваат пандемијата, дека зборат за social distancing, што значи дека е направено во 2012-та. 2020-2021. Да, 2020-2021 пост-ковид. Истото важи за Crocodile Teeth, една песна која беше од најголем хит на Јамајка во 2020 година од Skilly Bang.
траката која слушавме втора и таа е нова бидејќи оригиналот излезе 2020, така да тие сигурно се нови, овие другиве не знам што се, но како и да е. Ники Минаж мислам дека го направи ова за да направи и мал троубек и мене ми направи троубек бидејќи кога слушнав траки како ремиксот на Best I Ever Had. Best I Ever Had, како траката Gotta Go Hard со Lil Wayne или траката Easy со Gucci Mane and Rocco. Тоа беше еден бенгер, shout out my boy Baki. Тогаш бевме heavy на Gucci Mane и на целиот тој камп таму од 2009-2010. Тоа беше почетокот на трап звукот кој го знаеме ние и ми направи тробек, но во исто време мислам дека е онаков еден потек слично како Кол и како Мигос да се покаже, да се докаже, не знам зашто сите така се осеќаат, нали можеби поради пандемијава, поради паузата на која се стави светот, но постариве под наводници ветераните на сцената кога се осеќаат дека имаат уште што да кажат и што да направат, што мене лично многу ми се свиѓа. И се додека вака добиваме некои траки ко Seeing Green каде што настапуваат тројцата од ростерот на YMCMB, нешто што веќе и скоро никогаш не се случува. I'm all for it, брат. Овде Дрейк е феноменален, Lil Wayne е одличен. Мислам дека нема лош на тракава, но факт е дека Дрейк овде онака Reign Supreme, дека е најдобар на самата песна и многу ме радува за тоа. Многу се радувам бидејќи знам што следува, се гледа дека се уште го има тој chemistry помеѓу нив. Lil Wayne е се уште овде и овде да остане. Ники Минаж си го прави своето и тоа на многу добар начин. И Дрейк е овде онака хайлайтот на целата песна, каде што е последниот врз, каде што неговото интро е онака каде што збори нешто што ме потсеќа на 2010 Дрейк. Не знам, има некој носталгичен момент за целиов микстейп и мислам дека и со право е изведен и ова е целта, да те врати малце назад во времето 2009 беше многу одамна. Така што мислам дека имало интересни моменти на кои што тек сега се присеќаме и со песните кои што се навидум нови и мислам дека и тоа е многу добар момент бидејќи Chiraq битот го немам слушаното многу одамна, а еден од најубиствените битови воопшто што има искочено. Да, и тоа е интересен момент што го пише Курчо неговиот hot take дека 2000-тите се голден ера. Мислам дека секоја генерација си има своја голден ера и сега доаѓа време кога 2009 година е веќе old school за голем дел од младата публика. И тек допрва ќе почнеме да се враќаме. Сега се враќаме на 2000-тите, али тек допрва ќе почнеме да се враќаме на 2010-тите, на почетоците на трапот, на Early Drake, на Lil Wayne, на Kanye West. Така да ќе дојде време кога ова ќе биде нека класика. Веќе можеби е, но ќе дојде време кога ќе се третира како сега што се третира на пример Next Episode или 50 Cent или Tribe Called Quest или појма немам. 90-2000-ти. Еве ти само една компарација за колку време има пројдено од 2009, брат. Ја кога почнав да слушам Тупак во 2007-2008, кога веќе навлегоев, почнав да ги разбирам и тие води, и кога се поврзав со луѓе кои што ја слушаат таа музика, кога Столе другар ми кажа да слушам Farsight, ми го презентираше тоа како old school, брат. И уствари има од 2009 до сега има пројдено 12 години. Ја прв пат кога слушнав Farsight, албумот беше стар 13 години. Тоа мене ми беше презентирано како old school. Точно. Така да можам да претпоставам за луѓе кои што се родени во 2005-6 и почнале да слушаат музика во 2017-18 и се навлечени веќе на карти. За нив тоа е многу одамна, 2009 и тоа што правеле Дрейк и Best I Ever Had ништо не им значи нив, брат. Они не може да се поврзат бидејќи не биле во таа ера, не живееле тогаш и нормално дека за нив тоа ќе биде old school на еден начин, а можеби за нас ќе биде златната ера бидејќи ние сме вирееле во неа. Ние го имаме направено, тој цуд го имаме доживеано тогаш и мислам дека со право и тоа за нас е на еден начин златната ера на хип-хопот и нормално е тоа. Мора да го открием ова, спремаме на еден серијал на миксови, една голема плейлиста која се вика Iris Lost Gems, која ќе се состои од претежно од 2010-тите декадата, но и доста материјал од 2000-тите. Посебно таков материјал што јас сум го слушала, знам дека во Македонија не бил третиран како Dipset, Killa Cam, Fabulous, брат. Значи се тоа што Young Money, Early Lil Wayne. Не имаш како и да знаеш. Али ова е само нака као го пуштам како водичка, кој знае кога ќе биде, али го имам како идеја, го прередив се ратото и имам веќе почва да почнам да работам на тоа. Го кажа веќе нема враќање назад, мораме да го добиеме како и да е. Јас сум веќе хајпнат. Како микстейп серијал и како плейлиста.
Во исчекување, брат, го чекаме. Истото тоа кога го слушав проектов у саботава со трагата Изи ме врати, се вратив тој слушав некоја музика таму од 2008, French Montana, Shot Caller, I'm a Boss, Mick Mill, Rick Ross. Classics. Тоа се, Classics. како што кажа ти, нашата Golden Era. Тоа беше Nicki Minaj, ако проверете го микстейпов, знам дека голем дел од луѓето што не слушаат и се малце помлади, проверете го, вратете се назад, има добри траки, има и нови добри траки. Nicki Minaj сака да остане на врвот на хип-хопот и со право и заслужено. Се префрламе на следниот проект, како што кажавме, денес како идеме малку повеќе бидејќи имаме супер нова музика за слушање, имаме уште 2 проекти и уште некои синглови за крај. Идеме со новиот проект на Kodak Black, ја лично не го преслушав, Трајче го преслуша. Ќе слушнеме 3 песни од него, ќе се навратиме да збориме за него, после следува Джорджа Смит, имаме и музика и супер музика за аутро, така да останете со нас ако можете. Идеме со првата трака Z-Look Jamaican, Kodak Black, во малце поинаково издание, него само да добиете перспектива. Албумот се вика Haitian Boy Kodak, тој има потекло од Хаити и на овој албум не се срами да го покаже тоа, баш напротив е горд на тоа, како што може да се види и по насловот, што е многу интересно за еден артист како Kodak Black, кој е познат по многу други работи. Идеме со Kodak Black, Z-Look Jamaican и уште 2 песни и влагаме да коментираме ова, пишете ни како ви се допаѓа, Pandemonium Radio Show број 28. Don't leave me, baby. Кој ви кажал дека некогаш ќе добиеме ваква музика од Kodak Black? Ова е најлудото нешто што сум го слушнал оваа недела и полог период можеби. Браво за Трајче, браво и за Облак во сукња, She a Real One, што го преслушал албумов, што го му влегла длабоко со читање на текстови, со сваќање на поентата. Ја лично не го преслушав. Албумов е целосно, не знам како да кажам, изненадување кога се збори за Kodak Black, кога си му предвид неговото минато и неговата позадина. Трајче, ако преслуша албумов, Брат, кој би верувал дека некогаш во историјата Kodak Black ќе извади ваков проект? Мене ми е толку сурреално. Прво, почнувајќи од таму каде што Kodak Black со карактерот и со се тоа што има направено, со неговиот реп шит што го има низ неговата кариера, да направи ваков степ бек, да се подзамисли, да си се врати кон своите корени од таму каде што потекнува и да направи вакво нешто, као ова е, не знам како да го наречам, ова е онака како пронаоѓање на самиот себе и е многу добро, многу битен момент за еден артист, посебно за еден артист ко Kodak. И колку и да е чудно ова на луѓе, колку и да можеби на почетокот нема да го прифатат кој што треба на еден начин, ова е, и тоа го пишав сега во коментар, ова е најхраброто нешто Kodak Black што го има направено во неговиот живот. И тврдо стојам позади тоа, бидејќи Дежан Бен ми е една од омилените траки, таа беше втората песна која што ја пуштивме, каде што тој рапува и пее на криол, на Haitian криол, и тоа е буквално враќање кон своите корења, користење на тоа, користење на земање и инспирирање од сето тоа и правење песна на таков јазик кај што го интерполира нормално со англискиот. И дури и на Genius веќе има, бидејќи е таков потек, нешто што никој не го очекува, имаше буквално во Mentions каде што се тагнуваа луѓе кои што знаат дека потекнуваат од Хаити со цел да направат транскрайб и да се види што збори уствари за песната. Така што big shout out за Kodak Black. Искрено ова не го очекував, знаејќи го и знам дека и ти и јас го слушам исто одамна уште од кога се појави. Ова е сосема неочекувано за еден артист ко Kodak Black и само можам да го поздравам. Аплаус, буквално, бидејќи стварно на крајот на денот не очекува ваков проект од Kodak Black. Haitian Boy Kodak, феноменален албум од самиот аспект дека Kodak Black направи нешто што никој не го очекуваше и не можам да не го поздравам за тоа. се сложувам една работа, само и кажам, тука фалеше Wyclef Jean да отпее еден рефрен, посебно на траката Дежан Бен, тоа ќе беше врвот, а може ќе добиеме некој ремикс од кај знаеш. Се надевам. Тоа би било лудо. Тоа беше Kodak Black. Идеме со последниот, односно предпоследниот проект actually за денеска. Имаме многу музика, баш ни мило што имаме волку долга емисија. Бига до Курчо кој не напушти, не се љутиме, напуштате некој ви е досадно, тераме подлого од очекуваното, но ќе останеме, ќе го истераме тоа што ги имаме замислено, бидејќи следните епизоди ни се однапред смислени и многу сме срекни бидејќи имаме содржина да репрезентираме. Добивме и нов албум, нов проект на Джорджа Смит. Трајче? Не знам ти дали го преслуша или не. Искрено,
знаеш како, ова е краток проект и не знам дали беше очекуван или не, бидејќи веќе ја добивме Disappointed, Addicted, тоест ако не се лажам. И гон ја добивме. И Gone ја добивме, да, тоа беа двете песни од албум кој што има 7 или 8 траки. 8. 8. Така што има small runtime, не е нешто предолго, не би рекол дека е албум, можеби ја би го сватил поише како EP. По EP, да. Но знаеш како, многу е интересно дека Џорџа се поише и поише некако навлага, ги избегнува тие. Ова во сршта е R&B албум, но не е R&B албум кој што луѓе би ја знаеле од соработките со Дрейк, од соработките со Предита или некои такви. Едноставно ова е веќе многу поише наликува на музика која што би ја креирала не знам, артисти која Адел, да кажеме, нешто, бидејќи овде Џорџа е буквално онака си вели еве го мојот вокал. Тоа што J. Cole го прави со неговиот албум, овде мислам дека Џорџа го прави тоа, каде што продукцијата е скоро и непостоечка, значи битовите се такви кои што се, ова е музика не е бит, туку е инструмент каде што стварно се свири, и едноставно Џорџа само го предводува целото тоа шоу со своите текстови. Текстовите се такви кои што се секогаш, и значи најчесто овде се најчестата тематика е овде љубов, love lost, така што не е нешто што не го очекуваш, посебно со Rose Rouge, посебно со Addicted, посебно со Gone и се тоа што има извадено во последниве 2 години. Но мило ми е дека ова го прави за својата соло кариера. Знаеме што прави со своите фичерс, дека може да се најде со соработка со Burna Boy, може да се најде со соработка со било кој афрички артист или со некој од Северна Америка и да се покаже и што може да направи пред таа фан база. Ова е нешто сосема поинаку, бавно е, знам дека тебе нема да ти се свиѓа бидејќи и не ја слушаш примарно оваа музика, така што одбрав две песни и ги одбрав Buzz Down и Weekend, така да ова малце е можеби по и со поголемо темпо, па ќе видиме како ќе ни се свиѓа и што ќе кажат луѓето. Сега ќе идеме со Buzz Down featuring Shabo, Џорџа Смит, Be Right Back. Идеме. Некако не падна многу Џорџа Смит. Во право беше трајче дека ова најверојатно мене нема да ми се свига, не е ова мој стил. Така да двата синглови кои излегоа претходно можеби повеќе ми се свига. Buzz Down траката ми беше окей дека го имаше тој африкански момент, али ова дефинитивно над ме cup of tea. Добро ќе беше да го пуштевме ова на почеток, но го третираме како проект и затоа го ставивме малце подоцна како што си оди редот. Убаво ги стеравме денеска. Последен проект или што е ова од The Alchemist што сакаш да ни го презентираш? Ова е EP, исто како и Be Right Back. Ова EP се вика This Thing of Ours и излезе во целост пред 2 недели, но го третираме сега бидејќи сега му дојде ред. Многу интересно, доаѓа многу одма после последниот албум на The Alchemist кој што го извади со Арман Харам, кој што се вика Харам, и овде е EP која што е буквално само 4 траки и 4 инструментали од самите траки. Многу интересен бидејќи продукцијата е овде сосема Alchemist, многу е карактеристична. Овде настапуваат Earl Sweatshirt, Navy Blue, Boldy James, Sideshow, Pink Sifu and Maxo и уште еднаш Earl Sweatshirt. Овде Earl Sweatshirt онака Reign Supreme има феноменални фичерс овде. Курчо си исклучим и кажа дека овде има еден многу интересен семпл од македонски композитор кој што и знаеме сите кои што го слушаат Alchemist дека тој е онака гение која доаѓа за копање семплови и ништо не ме чуди тоа воопшто да семпла некоја македонска музика. Earl Sweatshirt, кој што кажав, е одличен, Navy Blue е овде феноменален и тој извади уште еден нов проект. Boldy James исто така на мисија, 4 траки, но се многу полни со енергија, онако што знае да биде еден Alchemist проект, така што This Thing of Ours не разочарува воопшто и уште еден, иако краток и мал проект, многу важен во за целата континуација за Alchemist и за неговата кариера. Ова мислам дека ќе не држи, имам одбрано 2 песни, едната е Loose Change, кај што настапува само Earl Sweatshirt, втората е Nobles, Earl Sweatshirt и Navy Blue, 2 песни каде што и беа синглови, 2 спота, и мислам дека се едни од најдобрите песни кои што ги има изваден Earl Sweatshirt во последниве 2-3 години. Ајде да чуеме. It's the music of the earth.
music of the sun and the stars. The music of На крај скроз отидовме у длабокото, одлично, значи онака full circle направивме Пандамониум радио шоу селекција. Морам да дадам big up до мојот човек Activity кој се погрижи за 90% од селекцијава денеска и big up до сите артисти што извадија проекти и што ни дадоа теми за муабет и музика за слушање. Дај Боже секоја недела да е вакво. Тоа беше The Alchemist, Earl Sweatshirt. Значи слушнавме нови синглови, модерен звук, нови албуми, нови EPs, нов микстейп, малце, да речеме под наводници, underground rap. И за крај имаме две песни кои се скроз оф, онака, up-темпо, фузија со хип-хоп, така да мислам дека имавме одлична емисија, полого од последните пати. Со право, издржано. Издржано има Мораше вака да биде. Да. Мораше вака да биде следната недела ќе имаме МК сцена спешал кај што ќе пуштаме избориме само за македонска музика. Сакаме да ни дојдат Раги у студио, ќе се потрудиме може да донесеме уште еден гостин у студио, ќе видиме. Фала ви многу што станавте до крај со нас. Ова е крајот на Пандамониум радио шоу број 28. Ова долга плейлиста од 29 песни ќе направиме паблик утре од Сабајле, ќе може да се навратите, да ја споделите со вашите пријатели или да, ако некоја песна ви се допадна, дорите да се ја чуете на Spotify. Јас сум Айрис Креч, до мене е Activity, ако имаш нешто да кажеш и да се одјавиме. Ништо, освен тоа дека да им се заблагодарам на луѓето што се секој понеделник со нас. Ви стварно ви благодариме за уште една одлична емисија. Фала ви што останавте до крај. Се дури има вака музика, се дури ќе сме овде, ќе пуштаме и ќе споделуваме музика. Се надевам дека секој понеделник ќе е ваков, полн со музика и мислам дека летото предстои пред нас и мислам дека и артистите ќе се погрижат за тоа и дека нема да не остаат онака на суво. Дарко, сакаш да кажеш нешто ти за одијава и па да ги најавиме и последните две траки со кои што ќе го направиме аутрото? Повели најави ги траките, јас само ги поздравам уште еднаш луѓето. Фала ви уште еднаш од мене. Утре се читаме пак со топ 10 листа, со трак листа од емисијава, IGTV видео за некој ден кој ќе спремиме. Имаме 20 минути од прилика снимам материјал за J. Cole, така да ќе го посветиме и IGTV-то на него. Трече повели, поздрав од мене. Поздрав Дарко. Јас само ќе се одјавам, ќе ги најавам последните две траки за кои што ќе го користиме за аутро. Првата е од Duckworth, еден артист кој што мене ми се појави на ретроспективата за 2020 за една од најдобрите траки и ова е во соработка со истиот артист. Песната тогаш беше Kiss You Right Now. Сега новата песна е Birthday Suit. Значи Duckworth во соработка со Rihanna J. И втората песна е исто од уште еден артист кој што го имаме зборено. И Димитар Милев има пишано текст за овој мувмент и за овој артист. Артистот за кој што ќе зборам е Chanel 3 и песната Lights Up. И кој што кажа Дарко, ап темпо, многу убрзо на некоја фузија со електронска музика и рап. Нешто што мене во одредени моменти многу ми се допаѓа. Така што ќе ги оставам овие две песни да идат до крај. Овде ние се одјавуваме. Јас сум Activity, тоа беше Дарко. Айрис Креч, Пандамониум радио шоу број 28. Добра ноќ. I need body.